Секојдневно претпоставувам лабораторијата на јавното претпријатие Водовод и канализација врши и она хемиска лабораторија што можеби дел од граѓаните и не знаат, важен е финалниот производ. Воедно и ќе ве прашам што ќе значи после сите тие испитувања каква вода пијат Скопјани. Одлично. Хемиската лабораторија е во рамките на секторот за санитарна контрола. Секторот за санитарна контрола е една од работните единици на јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје. Да, точно ние работиме за службата на граѓаните. Работиме за нашиот производ кој што патува по цевководниот систем и доаѓа до нашите корисници. Имаме некаде околу 50 на места низ градот Скопје, бидејќи градот Скопје е една голема урбана средина, од каде што секојдневно се земаат примероци за хемиска анализа на испитување на водата. Во текот на една година некаде тој број достигнува и над 10.000, што значи сакаме да им кажеме на корисниците дека постојано правиме контрола на квалитетот на водата која што стигнува до секој од граѓаните на градот Скопје. Што значи? Во хемиската лабораторија има плејада од 50 на параметри кои што се работат во континуитет, кои што се дел од законската рамка или правилникот кој што ги номинира максимално дозволените концентрации од водите за пиење, каде што водата која што доаѓа од изворот Рашче и е единствен водоснабдителен ресурс за градот Скопје и за оваа урбана средина, покажува одличен квалитет. Интересен факт е да се каже за граѓаните дека тој квалитет на вода за пиење повеќе од 60 години не е променет. Што значи дека тоа за градот Скопје представува едно големо природно богатство, кое што граѓаните би требало да го ценат. Ние во нашата работна единица имаме стручен кадар, кој што е одговорен за анализите кои што ги правиме. Покрај хемиските анализи кои што се прават микробиолошки анализи, имаме и одредена служба за земање на примероци. Сето тоа е покриено не само за потребите од законските рамки кои што ги налагаат правилниците на Република Северна Македонија, туку ги исполнуваат и нормите на стандардите. Бидејќи Скопје изобилува со околни села, многу викенд населби, дали доаѓаат граѓаните да направат такви, од ваш аспект во хемиската лабораторија, каква вода можеме да прашаме пијат или ја користат? Видете, нашата урбана средина, односно град Скопје, под водоснабдителен систем опфаќа и голем број од руралните населби. Значи, додека дел од руралните населби каде што не може да заради геоструктурата да патува водоснабдителниот систем, се во други надлежности. Нашата дистрибутивна мрежа е голема. Значи некаде повеќе од 100 километри низ градот Скопје и навистина одговорностите и бројот на примероците кои што стигаат се во голем обем. Значи можеби 90% од она што е водоснабдување под градот Скопје е под надлежност на Водовод и канализација. Другите 10% се оставени на другите институции. Буквално сме пред на прагот на есента, кога можеме да очекуваме доста дождови. Може ли да влијаат врнежите врз составот на водата, односно врз квалитетот на водата за пиење? Видете, значи ресурсот кој што го користи Водовод и канализација за потребите на градот Скопје, тука нема влијание. Значи, атмосферските услови во моментот не влијаат, но подоцнежно во годините би биле добри за да се збогатува капацитетот на изворот. Рачунајте, ако имате 5-6 сушни години, нормално дека во периодот после нив што доаѓа, ќе дојде до дефицит во областа на водоснабдувањето. Но доколку климатските години се како досега, значи имаме некаков различен распоред на сушата и обилните дождови,
Значи сега за сега се исполнуваат потребите и она кое што реално му треба на градот Скопје за покривање на водоснабдувањето и потребите на граѓаните.